Судиите со тајно гласање зад паравани избираа нов член на судскиот совет. Новиот член треба да одредот на судиите од етничките заедници и да седне на местото на Бекир Шаини кој замина во пензија. За празното место во судскиот совет во трка се 6 судии: Назиф Илијази, Насер Хаджи Ахметагик, Сафет Кадри, Сашко Георгиев, Сулеман Мемети и Кенанзе Мехмет. Интересно е што судијата Насер Хаджи Ахметагик од Скопскиот кривичен суд повторно е кандидат откако веќе еднаш беше член на судскиот совет, кога во 2007 година беше предложен од тогашниот председател на државата Бранко Црвенковски. Скопскиот апелационен судија Сафет Кадри досега ја извршуваше и портпаролската функција во второстепениот суд, а претходно беше гласноворник и на Уставниот суд. Кенанзе Мехмет од истиот суд, истовремено во трка и за шефовската фотелја во Скопска апелација, каде се пријави заедно со уште 10 кандидати. Додека се одвива процесот за избор на едното испразнато место, се отвора и дилемата околу постапката за избор на шестемина членови на судскиот совет, чии што мандати им стекуваат во декември, а постапката за избор треба да се отвори во текот на овој месец. Клучното прашање е дали ќе се избираат по актуелната регулатива или пак по новата што се најавува, а која предвидува важни измени во начинот на изборот и депрофесионализацијата. Мандатите во декември им стекуваат на Александра Зафировска, Јелица Крстевска, Владко Самарчевски, Мери Дика, Мирјана Гоцеска Стефановска и на Беким Реджепи. Според моменталниот закон, тие имаат право на реизбор. Со новите измени предвидени во стратегијата за реформи во правосудството е кои треба да бидат преточени во најновите измени на законот за судови, се планира депрофесионализација на советот. Тоа значи дека судиите половина од работното време ќе го минат во судница, а половина во советот. Главниот мотив беа критиките дека по 6 години минати во советот, судиите губат контакт со работата. Судскиот совет е уставна категорија која што представува мост меѓу извршната и судската власт и се занимава со реизборот, разрешување и оценувањето на судиите. Советот треба да претрпи реформи, бидејќи во низа домашни и меѓународни извештаи добиваше негативни оценки.